Ова е акција во која се вклучени сите институции во државата за почиста и поздрава околина. Сите вработени од општина Карпуш, вклучувајќи ги оние 80 лица кои работат на одржување на хигиената, вклучени се да се очисти до детали општина Карпуш. Морам да кажам дека најголем проблем ни представуваат пушачите, пикавците, златцата од кутијата, завршената кутија задолжително згужвана и фрлана некаде, овие влажните марамици и така натаму сето тоа. Ја не можам да сватам како може возрастни луѓе така да се однесува, што е проблем тоа да го ставиш во джеп и да го фрлиш кога ќе стасаш дома или кога ќе најдеш на контейнер или било што, за да не биде почиста околината. Затоа што хартијата, златцето што ќе го фрлиш, кутијата ќе дувне ветер, ќе го однесе негде кај што не е лесно видливо и за работниците што работат. Значи, за хигиената покрај ние што се грижиме, треба да се грижат и граѓаните. За жал, граѓаните очигледно дека дигаат раце и од паркови зеленило и од комунална хигиена. Тоа се две предпријатија кои што постојат за да негде 1900 луѓе зимаат плата и ништо повеќе од тоа. Граѓаните им плаќаат секој месец за одржување на зеленилото и секој месец за подигање на сметот и гледате дека контейнерите ни се пуни. Индивидуалната хигиена, чистењето на улиците, превземавме ние да го одржуваме блоковското зеленило и блоковските улици, тие да ги одржуваат булеварите и тоа не го работат. Повеќе пати правиме контрола, во цел Карпуш не можеш да видиш повеќе од 4-5 одржувачи на хигиена, на комунална хигиена или во исто толку дали ќе има и на паркови зеленило. Значи, цело време јас како градоначалник, кој што е веќе 15-та година градоначалник, го поставам прашањето има ли смисла за постоењето на овие две предпријатија вака како што тие се поставени, односно ние сме заробеници на овие две предпријатија со години. Хигиената ни била малку подобра и малку полоша. Во моментов таа е најлоша, благодарение на лошо функционирање на овие две јавни предпријатија и како што гледаме бува не ги лази. Едноставно, дури кажуваат дека немаат нафта, немаат бензин, немаат ова и така натаму. Полека, но сигурно се повеќе и повеќе товарот паѓа на локалната самоуправа, а граѓаните сметките за зеленило и за одржување на хигиена плаќаат на комунална хигиена и на паркови зеленило. Јас сум голем поборник овие предпријатија да се поделат меѓу 10 скопски општини и приходите да си дојдат во општината, во општинските јавни предпријатија, а граѓаните на Карпуш најдобро плаќаат од сите граѓани. Ние имаме над 85% на наплата на обврските за комуналните предпријатија. Тоа значи Карпуш би имал и најдобра хигиена. Од чисти контейнери до чисти улици, паркови и така натаму. Сега и ние даваме пари и граѓаните плаќаат на овие предпријатија кои што служат само за да зимаат плата, вработените да има огромна администрација и ништо повеќе од тоа. Дали 365 дена во годината треба да се чисти, а не вака кампањски, за да би имало некакви резултати? Па ние, кој ќе ги издвоиме 54 недели, значи 364 без 54, значи тоа е негде 311 дена чисти. И саботите работиме до 12. Ама не може да се стаса се, затоа што и нашите средства што ги издвојуваме се оскудни. Ние издвојуваме годишно негде околу 700.000 евра. 4 години еден мандат по 700.000 евра се 42 милиона евра. Тоа се 700.000 евра. 700.000 евра ние ќе направиме 10 фасади. За 700.000 евра ќе реконструираме 3 училишта. Ем граѓаните им плаќаат на овие предпријатија, ем ние трошиме од буџетот, во спротивно змии ќе не јадат по парковите, по бујништата во општина Карпуш.